Владата и СДСМ со сите средства вршат притисок врз Државната изборна комисија да ги оневозможи одржувањето на локалните референдуми за мигрантите, обвинија од ВМРО ДПМН по вчерашната одлука на ДИК да ги запре референдумите за мигранти на денот на локалните избори. Според Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, Државната изборна комисија мора според закон да им овозможи на граѓаните да го искажат своето мислење. СДС повторно мисли дека некои прашања не заслужуваат одговор. СДС е исплашен од слабите резултати и поразот што го очекува на предстојните избори и во ДИК го користи мнозинството и го забрани изјаснувањето на граѓаните. Македонија нема доволно средства за да овозможи населување на околу 150.000 мигранти, кои новата власт сака да ги насели во повеќе општини. Граѓаните со право стравуваат за својата иднина. Членовите од СДСМ на вчерашната седница на ДИК со јасен став дека не сакаат референдуми за денот на локалните избори, бидејќи Државната изборна комисија немала искуство за одржување референдуми и избори во ист ден. Ставот на членовите од ВМРО ДПМН е спротивен. Не постои таква законска одредба која што може да ги запре референдумите да се одржат во исто време со изборите, а ДИК е само орган кој што треба да спроведе да се одржат референдуми. Сепак по гласањето Државната изборна комисија донесе заклучок без општински референдуми на локалните избори, а ќе бидат известени сите изборни комисии во 12 општини кои барале референдум за запирање на одлуките кои ги донесоа дел од советите, кои паралелно со гласањето за новите локални власти планираат да се изјаснуваат и дали се за или против населување мигранти на нивните територии. Остана само на разгледување од страна на службата за спроведување референдумот во општина Дебарца, кој на 15 октомври е можно да се одржи, но за друго прашање, односно за изградба на депонија.